Назад сме во студиото, во меѓувреме пречекавме веќе и нашата прва денешна гостинка, доктор Александра Димова, која што е специјалист ортопед од Ортоплюс. Добро утро, докторке, добро ни дојдовте. Добро утро. Кога се договаравме за темата, ми сами ја предложивте денешната тема, рековте нешто што е многу актуелно и многу често и присутно, особено деновиве во вашата ординација. Ние се обидовме малку да го подублажиме насловот, затоа што првичната тема беше транзиторен синовит на колк. Така што се обидовме да го подобјасниме, но затоа сте вие овде за убаво да ни објасните за што станува збор. Самиот збор синовит всушност значи воспалителен процес на еден зглоб. Во случајов се работи за зглобот на колкот, односно конкретна состојба транзиторен синовит на колк пред се однесува на детската популација, на најмалата детска популација од предшколска возраст. Како што Веднаш да прашам зошто токму децата? Тие се афектирани од оваа состојба затоа што се често изложени на горнореспираторни вирусни инфекции. И токму затоа е во периодов актуелна, затоа што ние период каде што врие. Да. И по школи, и по градинки, па и тие дечиња што се дома, некој ќе им донесе. Така што во овој период, во мојата ординација, барем неколку дечиња неделно имам кои што се јавуваат со оваа состојба. Значи сега разбравме дека постои поврзаност, односно причинителот за ова воспаление се респираторните заболувања. Но каква е поврзаност? Не се знае точно кој е линкот, меѓутоа се работи за еден вид на имунолошка реакција на организмот на некоја горнореспираторна инфекција, најчесто вирусна, која што и не мора да биде некоја многу изразена. Значи, обично кога ќе ги прашам родителите да не било дете во последниве неколку недели болно, настинато и така натака, многу често знаат и да ми кажат не, затоа што кога ќе прашам да не било болно, они замислуваат дека мора тоа да било проследено со некои високи температури. Па недела дена во кревет. Па со задолжителни крвни слики, посета на матичен доктор и така натака. Некогаш може и блага вирусна инфекција која што поголемки деца што се вика и на нога може да ја поминат со едно растечено носе, со можеби некоја температуричка која што и не се забележала. Доволно е таа блага вирузичка да направи некаква имунолошка реакција во организмот и најчесто не веднаш, туку после недела-две, тоа да удри на колкчиња кај детето и да се појави тој воспалителен процес на колковите. Пред да ве прашам како се манифестира, сакам само уште нешто да ве прашам. Рековте предшколска возраст се јавува, но повеќе се јавувало кај девојчињата. Зошто? Има статистики дека повеќе се јавува кај девојчиња, веројатно заради поголемата мобилност на колковите кај девојчињата. Повеќе мрдаме со колковите. Почесто воопшто ова заболување почесто се јавува кај темпераментни, активни, живи деца кои што повеќе трчаат, скокаат и веројатно на тој начин повеќе ги оптеретуваат самите зглобови. Во однос на оние деца кои што се посмирени, повеќе си седат и така натака. Девојчињата многу често имаат тенденција да седат во една позиција која што ние исто како ортопеди не ја одобруваме и советуваме да се коригира тој начин на седење, а тоа е седење во жабешка или W позиција на колковите, со свиткани ноџиња, нели? И таа позиција исто веројатно поиритабилно делува на самите Зошто не ја одобрувате? Од оваа причина? Не од оваа причина, туку ако таа позиција на седење перзистира подолго време, ако не се отстрани навиката така да се седи, се случува една зголемена внатрешна ротација во колковите кај децата и после начинот на одење со внатрешна ротација со увртени ноџиња према внатре. Тоа е последицата од таквото дека како дете секогаш така сум се седела и се свидувам зашто што е погрешно. Но да се навратиме на нашава денешна тема. Како се манифестира оваа болка? Оваа болка се манифестира најчесто како едно нагло и ненадејно кривење на детето кое што се случува од никаде. И во англиската номенклатура така и е опишано како sudden limping синдром
кај децата, бидејќи буквално многу често така се случува. Пример, детето спиело, било во попладневна дремка некоја, станува од спиење и наеднаш не може да стапне на ноџето, или се жали на силна болка, ако е подраматична ситуацијата, или ако е во поблага форма, детето можеби нема да артикулира болка, но видливо накривнува, го штеди едното ноџе, не сака да оди, сака да си седне, сака да си легне да мирува. И иако ова воспаление на колкот, сепак болката не се чувствува само во колкот, така и во коленицата, над коленицата. Болката во принцип е во колкот, меѓутоа кај децата мали екстремитети, кратки се нервите кои ги поврзуваат зглобовите. Тие самите не знаат точно да опишат каде ги боли, многу често реферираат болка во колено. Многу често знаат да кажат дека коленото ги боли, а всушност проблемот е во колкот. Но неретко имало и температура, било пропратено со температура, така оваа состојба? Може да биде пропратена со температура ако се случува некако паралелно со респираторната инфекција, а може да биде и недела две после инфекцијата, и то самото воспаление на колкот не дава покачена температура. Значи температурата може да биде од други причини. И сега тука се мешаат малце коцките, бидејќи не мора да биде вирусна инфекција. Може некогаш и често стрептококни инфекции, кои што се посериозно, нели, заболување, дали е тоа стрептококна Значи причинител може да биде и друг. Може самата стрептококна инфекција често да удри на зглобови, и тоа на сите зглобови, и да даде посериозни воспалителни процеси кои што се пропратени и со отоци, и со црвенила, и со топлина на самиот зглоб, и со покачена телесна температура и така натака. Меѓутоа, оваа состојба конкретно што ја зборуваме денеска, најчесто е сосема друга ситуација, поврзана претежно со вирусни респираторни инфекции. Верувам дека ретко кој родител, освен ако не е стручен, може да помисли кога детето ќе му се пожали на некоја болка во колкот, или кој ќе почне да криви, дека поврзува кој е причинителот. Каква е нивната реакција? Што велат обично докторите? Како воопшто доаѓаат до кај вас? Доаѓаат најчесто доста испаничени, затоа што од нигде никаде детенцето криви, не сака да оди, или го земале од градинка, да речеме, детето кое што са бајлето си го однеле здраво право, и наеднаш го земаат од градинка, детето криви. Они најчесто си го поврзуваат тоа со некоја повреда што се случило. Дали детето било дома во моментот, него виделе што прави, дали го чувал некој друг, трет, баба, дедо, дали било во градинка, они не виделе што се случило и логично размислуваат дека штом детето криви, штом се жали на ноџето, дека се случила некоја повреда. Физичка. Скокнало, рипнало, паднало, се чукнало, се удрило. И цело време покушаваат во меморијата да се потсетат што правело детето дента, или знаат да ми кажат: "Абе, беше вчера на игралиште, скокаше на трамболина, може би незгодно доскокна, не го видовме да не падна, не кажало ништо." Тоа им е најчестата и логично да се помисли дека некоја повреда е во прашање. Некогаш кога е помалку драматична ситуацијата, значи кога е поблаг облик на воспаление во прашање, и дете што е потолерантно на болка, пошто и тие како и возрастните имаат различни прагови на толеранција, тоа може да се тегне и неколку денови така не толку забележано. Го виделе подкривнало, па после како не криви, па било во градинка, па одспало, па нема ништо, ќе му помине, изгледа се удри, па сега го болеше еден ден, па помина, па поминуваат неколку дена додека сватат дека не престанува таа ситуација или се враќа проблемот, и тогаш се посмирени, меѓутоа повторно првично го поврзуваат со некоја повреда. Ретко кој, вообичаено ако предходно им се случило со постаро детенце или со истото детенце, состојбата може и повеќе пати да се јавува, не мора само еднаш да се случи.
па да знаат за што се работи, да предпостават за што се работи. Веќе да имаат искуство. Има и такви случаи. Или пак биле заради настинката кај матичен доктор, кажале дека нешто и нуѓето, па матичниот доктор ги упатил на ортопед со идеја дека може би се работи за вас. Или пак некојаш претпоставам и обратно, ќе дојдат кај вас, па потоа вие ќе ги вратите на матичниот, да го лекуваат причинителот, може би. Да, тимски работиме тука. Многу важно прашање секако и за секој родител е колку е опасно ова воспаление, до што може да доведе. Да, тоа е нешто што треба да се истакне и да се знае. Сама по себе состојбата не е опасна и самото име кажува транзиторен синозит. Минливо е, значи тоа е нешто што е од прилика само ограничувачко во некој рок. Но дали остава нешто зад себе тоа што минува, така, да? Ако се работи изолирано за оваа состојба, ако се истретира како што треба, апсолутно не остава никакви последици и колку и да драматично изгледа во моментот, е безазлено. Сега, ако состојбата не се третира, или пак ако состојбата се повторува и зачестено се јавува кај едно те исто детенце, особено ако се јавува на истиот колк, бидејќи може и да менува страни, може да остави некаква последица, односно зачестени воспаленија на колкот веќе може да доведат до некакви негови оштетувања. Колку лесно се диагностицира оваа состојба? Лесно се диагностицира, затоа што прво ако се земе една правилна анамнеза, еве вака кога ќе ги распрашаме родителите што претходно се случувало, на родителите се базираме, поредко тука со децата можеме да искомуницираме. Поради возраста. Така. Да, заради возраста, често и не се вербални се уште на таа возраст. А и кога се нити знаат да кажат што точно им се случува, нити точно знаат да ја лоцираат болката, но евидентно кривење имаме уште кога ќе влезат во ординација, кога ќе ги видиме нели како се движат, кривењето е очигледно, или пак некогаш кога има многу силна болка, децата не ни можат да згазнат на ноџе, па родителите во раце ги носат. Велите лесно се диагностицира, но од друга страна има една тука замка, што доколку не се воспостави правилната диагноза, исти вакви симптоми или слични вакви симптоми имаат и други состојби, па дури и болести, ако не грешам, многу посериозни, така? Се може да биде. Ова е најчестата причина заради која едно дете би дошло со вакви симптоми на кривење и болка. Само да се надоврзам покрај анамнезата и она што како клинички ќе го забележиме кривењето, правиме и преглед каде што одредени движења пробуваме со колкчето и каде што гледаме кои движења се ограничени, како детето болно реагира на тоа, и главната диагностика потоа се прави со ултразвучен преглед, каде што убаво се прикажува зглобот на колкчето и каде што најчесто ќе видиме како реакција на тој воспалителен процес зголемена количина на зглобна течност, односно така наречен излив во самото зглобче, едни знаци на една изиритирана воспалена зглобна капсула, и тогаш сликата е прилично јасна дека се работи за воспалителен процес на колкот. Сега, секогаш треба, затоа исцрпно се зема и анамнезата, да се разграничи да не се работи за некоја друга посериозна состојба. Како најсериозна состојба што би можела да се случи, која што е многу поретка, но е медицинска итност, би била септичка инфекција на самиот зглоб на колк, значи тоа е веќе инфект кој што многу за кратко време, за 24 до 48 сати може да направи комплетна деструкција на самиот зглоб на колкот со трајни последици, која што е сериозна состојба и треба да се третира многу често и хируршки, со хируршка дренажа и испирање на зглобот, со сериозна антибиотска терапија и така натак. Тоа е поретка состојба и обично тогаш и самата клиничка слика е подраматична, значи имаме повисоки телесни температури, имаме и други знаци на една општа слабост и исцрпеност на организмот, и тогаш задолжително правиме крвни слики кои што ќе ни покажат зголемена седиментација, зголемени леукоцити покачани, зголемено ЦРП и така натак.
И во случај на транзиторен синовидна колк, ние често бараме крвна слика да се направи, сепак за да видиме до каде сме и што сме, да видиме, да се увериме дека се работи за вирусна инфекција, да исклучиме стрептококна инфекција, правиме титар на антистрептолизински антитела, CRP-то го гледаме и други параметри, брисеви ако треба земаме од нос и грло, за да разграничиме за што тука се работи. Самиот третман каков е? Што опфаќа? Самиот третман, доколку дефинитивно диагностицираме транситорно воспаление на колкот, е едноставен и се спроведува со протокол на земање на бруфенска терапија, односно најчесто сироп Блокмакс даваме кај дечињата, кои што се дава според одредена шема. Прво даваме пофреквентни дози неколку дена, потоа дозите ги намалуваме по фреквенција. Повремено правиме во меѓувреме контроли со ултразвучни прегледи за да видиме како се однесува самото воспаление објективно да го следиме, бидејќи самото дете кога ќе добие неколку дози терапија со Блокмакс веќе е обезболено, што не значи дека воспалението е смирено. Другиот битен фактор во самиот третман што треба да се направи е мирување. И тоа е најтешкиот дел. Ето сега да кажем на таа возраст. Тоа е најтешкиот дел. Првиот ден, особено што рековте дека токму оние кои што се најактивни им се јавува точно, тоа. Точно, се работи за темпераментни деца кои што по цел ден трчаат, скукаат и они кога се првите денови со болките се самите себе се нели штедат, повеќе сакаат да седат, да лежат, имаат болка, не сакаат да движат, но кога ќе добијат неколку дози од лекот, тие се веќе обезболени и веќе сакаат да се вратат во својата регуларна активност и тоа е малце тешко за родителот да се успее тие неколку дена барем да се колку може повеќе да одмирува детето. Некаде прочитав дека и антибиотик се вклучува? Доколку се работи изолирано за ова воспаление, не е потребен антибиотик. Значи, интернетов не лаже, се и се што можеме да прочитаме, добро, значи не е. Затоа тесно комуницираме и соматичните доктори, ги правиме и овие дополнителни. Особено што тие веројатно веќе имале примерно антибиотик кога ако била некоја бактериска инфекција веќе биле на антибиотик, ако била вироза не се следиме да не се закомплицира вирозата со налепена на неза, нели припаднат имунитет полесно ќе налепи и бактериска инфекција, така да по потреба се вклучува антибиотик, но не, по принцип тој не е за самиот колк, колкот е воспален и тој се лекува со антиинфламаторна терапија, тоа е во случајов најчесто Блокмакс сирупчето. За самиот крај, секогаш кога имаме доктор, зборуваме и за превенција, но конкретно за оваа превенција претпоставувам дека не постои. Не може да ми се каже, децата не скокајте многу. Превенцијата би се состоела во нешто друго. Не е конкретна превенција за ова заболување и една општа суплементација што секако секое дете треба да ја добива, меѓутоа битно е да детето е покриено со соодветна суплементација со D-витамин. Да не се залажуваме дека сме сончева земја, дека преку лето ќе акумулираме сонце, тоа е дефинитивно мит. Тоа е мит. Прво, ниво лето докажано не акумулираме доволно сонце, второ нема акумулација што ќе не држи за цела година, туку на дневна база треба дневните дози на D-витамин да се надополнуваат, така да кај дечиња на пример кај кои што почесто повторувачки ни се јавуваат вакви синовити, често ние знаеме лабораториски да побараме да провериме нивоа на D-витамин, па да видиме да не тука има некоја дефициенција која што ги прави попредиспонирани на ваквата состојба. Друга работа што треба да ја исклучиме доколку повторувачки се јавуваат вакви состојби или доколку и покрај третманот детето не ни потерува на подобро симптомите или не исчезнуваат или за брзо време се враќаат, е една посериозна состојба на колкот која што се вика пертасова болест и која што исто знае да се јави на почеток со истите симптоми и ние и ултразвучно ќе видиме воспалителен процес, бидејќи во моментот така се манифестира, но во продолжеток на болеста всушност се јавува едно раслојување на рскавицата на главата на бутната коска, кое што е развојно заболување кај децата и бара малку посериозен третман и пристап. Се лекува, но за разлика од
синовитот е посериозна состојба, бара посериозно и подолготрајно лекување и може да остави многу посериозни последици. Докторке, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Веќе си дадовме вовед можеби за следната тема. Ќе видиме која ќе не биде следната тема. Ви благодарам што одвоивте време за нашите гледачи, а сега претпоставам ќе се вратите на своите пациенти, така? Така е, Ортоплус ме чека да го почнам работниот ден.